Ке зборуваме за изложбата која што може слободно да кажеме дека преиде во манифестација. Љубов за сите е насловена и е посветена на познатата уметница Андријана Мациев. Низината мајка е наша гостинка денеска. Добро утро. Добро утро. Јас од Загреб, но се поздравам. Добро утро, Јована, добро утро. Бране, навистина ви благодарам за поканата да бидам дел од утринската програма на Македонската радиотелевизија. Секогаш сте наш драг гостин. Овој пат на тема изложба во спомен на уметницата Андријана Мациев за незиниот роден ден, насловена Љубов за сите. Што ни носи насловот? Па, тоа е просто една узречица на Андријана која што ги завршуваше своите постови Љубов за сите во Голготата која што ја поминавме во борбата со канцерот. Значи, баш за време на ковидот, една тешка битка во која што се веруваше дека ќе се победи, нели, целата таа состојба. Андријана беше голем борец и верувавме во тоа, но се случи како што се случи. Еве, мене секогаш ми застанува кнедла во грло кога зборувам за тоа. Значи, 2 години како Андријана замина, јас постојано велам дека таа е ангел небесен заради тоа што едноставно некои работи луѓето кои ги читаат, им се чини дека им се случуваат на некои други, но секако животот не застанува овде, животот продолжува и после овој живот, но човек треба многу на тој пат да истрае, затоа што нема потешко во животот да го изгубите своето дете, мајка да изгуби дете, таа го допрела дното на сите дна што може да постојат, има само една мисла, зошто таа да не отиде пред своето дете, затоа што тоа е некако логично, нели? Но кога ќе го поставите вие животот пред Бога, кога ќе го замолите да го земе вашиот живот наместо животот на вашето дете, што да се каже? Потоа останува да бидете сам со себе и да ги надминете сите тие состојби, како јас се кренам, само Господ Бог знае, и мојот жив ангел небесен Ан, која редовно ми се јавува. И за да преживеам како мајка, како родител, која што имаше едно единствено дете, значи се посветив буквално да го одам патот и да сведочам за постоењето на животот после овој живот, така што се јавија всушност и како да ги наречам сега, јас секако ги велам и тоа е така, гласници на земјата, кои што редовно почнаа да пишуваат стихови за Андријана. Андријана Мациев е голема македонска уметница. Она има преку 30 самостојни изложби, значи на ликовни дела, и заврши во класата на професор Малиданов, значи во Скопје на Факултетот за ликовни уметности. Тај е познат автор на ликовни дела како во земјата, така и надвор од земјата. Значи, што ќе биде представено на изложбата? Оваа манифестација Љубов за сите, значи веќе традиционално стана манифестација заради тоа што е масовно посетена. Јас првата ја одржав на 40 дена од незиното заминување, со тоа што во таа молитва да воспоставам контакт со моето дете, мене почна да ми стасуваат песни од луѓе што буквално не ја познава Андријана. И се случи идеја да го изедам првиот алманах со песни, значи овдека има преку 40 автори од различни земји, што ме, да речеме, што не познавале мене и Андријана. И ова е алманах Љубов за сите. Значи, како што таа ги своите постови ги завршуваше секогаш кога се јавувавме, нели, кога известувавме за незината состојба, дојде како идеја и така прерасна, значи, во традиција, а ова е вториот алманах кој што го извадив минатата година за незиниот роден ден. Да, можат и тоа се мали приходи со кои што јас успевам да го продолжам ова дело и ова мисија, да ги одржувам овие манифестации. Во контекст на тоа и ве прашувам. Да, овдека има во овој, да речеме, ова е живо сведоштво за животот, за незините живи пораки од другата димензија, луѓе кои што се отворени, кои што се конектирани на божественото. И јас многу им благодарам, на сите им благодарам. До сега имавме 5 манифестации, 2 во Скопје,
во Битола, во Кавадарци, во Тузла, сега ова е во Струмица. Ќе се случува за незиниот роден ден, да. Ќе го славиме незиниот роден ден на 16 септември. Во колку часот? Во 19:30 во културниот центар Антон Панов. Им благодарам на сите што ми излегува во пресет и на сите културни центри кои што ме покануваат, заради тоа што Андријана секаде излагаше во сите градови низ нашата земја. Навистина им благодарам, да очекуваме за сите оние што ќе ја посетат манифестацијата голема изложба на Андријана со нејзините дела кои што ни ги остави, значи просто како аманет остави големо богатство од ликовни дела кои што јас не ги отуѓувам, туку продолжувам да ширам нејзината мисија. Потоа следуваат промоција на двата алманаха, значи во Струмица ќе се промовираат овие два алманаха, ќе зборуваат познати ликовни уметници, ќе има учество на уметници солисти, ќе се чита поезија и така ќе биде една прекрасна манифестација што на крајот ќе дуваме и свекички за мојот жив ангел небесен Ани. Останува само да го завршиме ова како покана за сите кои што се таму и кои што имаат можност и прилика да дојдат. И се надеваме дека ќе успеете да ја завршите автобиографијата, така? Да. Дека ќе ја завршите и дека ќе ни дојдете следен пат малку повеќе да зборуваме затоа што заслужува за ликот и делото на Андријана. Заслужува заради тоа што навистина ова ќе прерасне и луѓето допрва ќе читаат многу поучни писанија од нејзе, затоа што таа започна својата автобиографска книга за тоа како да се изборите со канцерот, затоа што таа беше една високосвесна особа, затоа што за канцерот има лек, само што некогаш може да биде доцна. Затоа сите оние кои што еве сега не следат им препорачувам да бидат храбри и истрени на тој пат, а на оние кои што изгубиле некој близок да го следат мојот пат, да бидат високо свесни дека сите наши мили се тука некаде меѓу нас, за да може да се кренат, зашто нема потешко од тоа да изгубите некој свој било кој, а камоли дете. Но сепак, ако сте свесни, ако сакате и ако имате јасна мисла кон Бог, што сакате, тој ќе ви се отвори и ќе ви се јави на најубав можен начин. Благодариме, Јулијана Мациевска. Благодарам и на вас. Секој е добро.